Да, студио, добро утро и како што најавивте, од прилепо утро имаме навистина една фасцинантна приказна, а тоа е огромниот подвиг кој што го направи мојата соговорничка ова утро, Мери Мирчевска, која што го заврши, така да кажеме, неофицијалното светско првенство во планинско трчање или планинската трка Ултра Трейл ду Мон Блан околу планинскиот масив Мон Блан, и која што, како што и самата најави, за 42 часа истрча фантастични 170 километри. Мери, пред се огромни честитки од мене и од екипата на Сител телевизија за овој твој успех, и со него ти стана втората македонка која што успеала да ја заврши ова спектакуларна и престижна светска планинска трка. Да, здраво, ви благодарам на честитките. Да, јас сум втората македонка што успеа да ја заврши ова престижна трка, најпрестижна во светот, за 42 часа, и тоа всушност беше едно големо искуство и големо патешествие за мене, бидејќи во тие 42 часа доживеав многу работи кои што беа и неочекувани, и едноставно успеав, фала му на Господ, да се справам со сите волји и неволји кои што ми излегоја на патот. Само да им биде појасно на нашите гледачи, 170 км 42 часа, без паузи, без спиење. Значи, времето течи. Ако спиеш, или ако јадеш, или ако извршуваш физиолошка потреба, или одредена друга потреба, си се брои времето. Значи, гледаш што повеќе да си во движење, а што помалку во одмор. Или во храна, или така. Да се вратиме на почеток на целата ова фантастична приказна. Како дојде до тоа да Мирчевска учествува на овој престижен светски настан? Пред околу 3,5 години јас почнав со планинско трчање, и тогаш уште разбрав дека постои овој престижен светски настан, меѓутоа не можев ни да посакам во тој момент да учествувам на овој настан, но со текот на времето некако добро ми тргна во планинското трчање, успешно завршував повеќе трки на Балканот, на некои трки бев и прва и втора и така натаму, и ми се појави желбата да учествувам и на оваа престижна трка. Јас лани се пријавив на незе во декември 2018 година, бидејќи многу е тешко да те прифатат на таа трка. Има извлекување и треба да исполниш многу услови, односно ИТРА поени, International Trail Running Association, ИТРА, те бодува според сите трки претходни што си ги завршил во однос на тежината на трките. Меѓутоа, како јас бев под дефолт примена на УТМБ како најдобра македонска трейл тркачка, без извлекување, директно. Колку време вкупно бевте присутни на оваа трка, и интересно е тоа што таа се одвива во 3 држави? Да, во Шамони, во Франција, ние вкупно бевме околу 2 недели, вклучувајќи го и патот и времето на трката, кој што е околу 2 дена. Една недела бевме да се адаптираме, да се одмориме. И да, трката вклучува 3 држави, се стартува од Франција, се продолжува во Италија, потоа во Швајцарија и повторно се финишира во Шамони во Франција. Не знам со кои зборови да го опишам овај настан, едноставно и од менаџерски аспект, од организацијски аспект. Потоа имавме многу поддржувачи од публиката во сите земји, во целата должина на патот ние имавме поддржувачи. Населението и гостите, кои што беа околу 50.000 гости, поддржувачи на настанот, цело време ни даваа нивната позитивна енергија, така да и кога ни беше многу тешко, бидејќи нашите имена и држави беа изложени и на предната и на задната наша страна, постојано непознати луѓе кои што навиваат и довикнуваат "Браво, Мери, from Macedonија, ди Македонија" или така натаму, и навистина кога ти е многу тешко и си го слушниш своето име од публиката и како ракоплеска за тебе, ти иди дополнителна позитивна енергија. Прекрасно искуство е. Мери, станува збор за 170 километри. Што пред се е тука пресудно, физичката или психичката подготвеност? И двете.
Навистина има многу луѓе кои што можеби се повеќе физички спремни, да речам особено од машката популација, посилни се, нормално мажи, меѓутоа има многу тешки моменти кога сакаш да прекиниш, да се откажиш, едноставно телото колабира, се изморува, навистина се многу километри, скоро 172, меѓутоа не е тежината само во должината на трката, туку тежината и во денивелацијата, односно искачувањето, кое што ти треба да го извршиш во таја должина. Овдека беше преку 10.000 метри, D+, односно тоа се 10 километри во искачување. Навистина имаше и вертикални километри кои што треба да ги искачиш и слезиш. Тука дополнително телото и плучата особено се заморуваат, колената. Меѓутоа, некој внатрешен глас во мене постојано ме тераше да продолжам и кога ми беше најтешко, односно кога се соочив со бура, поради која што мораше да прекиниме на Лафули, се случи ужасна бура со грмотевици, со град, со дожд и мораше малку да прекиниме за да видиме организаторот да ни дај сигнализација за идните метеоролошки информации, дали да продолжиме. Изнакиснавме целосно 100% изнакиснати од бурата, меѓутоа носиме ние некоја опрема, survival blanket, тоа е фолија, астрофолија во која што може да се завиткаш за да се стоплиш, телесната температура да ти се регулира и после извесно време ни дадоа сигнал дека ќе се подобрат временските услови, па за да продолжиме. Меѓутоа сепак е тоа шок кој што го доживува организмот, кој што влијае во понатамошниот тек на трката. Освен овој момент, дали имаше и други така потешки моменти каде беше надвоумење дали да продолжиш или да се откажеш од трката? Или не постоеше таков момент? Не постоеше друг момент. Овој момент многу тешко ми падна, бидејќи многу ми достуди и тоа ми одзеде многу енергија, а исто така и се уплашив да не случајно реча да се прекини трката, а тоа не сакав да се случи во ниту еден момент. Малку шок ми дојде, да. Меѓутоа, сватив дека после тој момент најбитно ми е да ја финиширам трката. Што успеав да ја финиширам. Во едно твое интервју што претходно го имаме правено, имаш кажано дека трка е дока е 100-120 км, а потоа влегуваш во некаква друга димензија. Да, за мене до околу 120 на километри, 100-120 не е проблем да се трча, значи без поголеми паузи. С поголеми паузи викам од 10, 15 или 20 минути. Во рете може да се издржи. Јас, значи со моите досегашни тренинзи можам да го издржам. Меѓутоа навистина после 120 километар некако како во друга димензија да навлегуваш. Тука попресудна мислам дека е психичката страна, веќе почнуваш да халуцинираш поради тоа што долго време си на терен, долго време си без спиење, почнуваш да си разговараш самиот со себе си, со твојот внатрешен глас, дали да продолжиш, дали да го намалиш темпото, дали да го успориш темпото. Постојано сакаш да легнеш и да спиеш, нормално дека ти се спија, физиолошка потреба е, меѓутоа ти се бориш со тоа да не заспиеш, бидејќи ќе ти се одземе дополнително време и финишот ќе ти биде многу спор. Кога го догледа крајот во Шамони, целта? Се чувствував прекрасно понесен, опијана бев од позитивната енергија, долги километри, беа редици луѓе кои што не пречекуваја, едноставно се поздравував со сите, разговарав и додека сите други тркачи убрзаја на финишо, што побрзо за да ја завршат трката, неколку минути побрзо, јас успорив на финишо, едноставно
бев сигурна дека готово ќе финиширам и не ми значеше еден час повеќе или помалку, бидејќи не се борев за пијадестал или за некое место, едноставно си дозволив луксус да уживам во финишот, односно да ја примам сета таа позитивна енергија од спектаторите и да ја гледам таа гледка која што можеби никогаш повторно во животот нема да ми се повтори, толкава публика со толкава позитивна енергија да ме пречекува. Ова, значи, далечина трка, мислам дека не е непозната за тебе. Претходно на Пирин Ултра во Бугарија истрча 160 километри. Да, меѓутоа разликата на терените и на организацијата е огромна, бидејќи на УТМБ организацијата е на врвно, на исклучително ниво. Нема ниту еден пропуст, барем јас не успеав да забележам ниту еден пропуст. Можеби и зависи од спонзорите и од државата, е појака држава, посилна држава, подобра организација. Меѓутоа теренот беше низ патеки. Постојано одевме низ патеки, додека на Пирин Ултра имаше и див терен. И додека на УТМБ бевме околу 2600 учесници, од кои што само 1500 успеаја да финишираат, значи 1000 не финишираја. На Пирин бевме околу 50-тина. И кога се разречиш низ таа километража, испаѓа дека трчаш сам. Никогаш ја не успеав, во најголем дел од трката на Пирин, не успеав да здогледам тркач пред мене или зад мене. Постојано скоро трчав сама, додека на УТМБ постојано трчавме група, колона, и културата е на толку високо ниво, што додека не најдеме пошироко патче за претекнување, не се туркаме, не се претекнуваме, не одиме од страна на патеката, додуша бевме и предупредени во почетокот дека треба да се држиме стрикно, ригорозно до патеката, и навистина тоа го испочитувавме сите, така да понекогаш кога си заглавен во гужва од околу 100, 200, 300 луѓе, малку те успорува таа колона, ама едноставно прекрасно е чувството. И ти па ти е зад тебе, ги успоруваш и така некако се изравнува, да. Планинското трчање полека станува популарен спорт во Македонија. Еве за конкретно овој месец не очекува тука во Прилеп планинската трка Крали Марко Ултра Трейлс, најпозната планинска трка во Македонија, долга 100 километри, најголемата дистанца, другите се помали од 60 километри, имаме 16, а и за деца. Исто така и Момата Рок Трейл, која што се одвива на Селечка планина. Колку планинското трчање е развиено во Македонија? Планинското трчање во Македонија зема невероватен замав. За само неколку години многу се развија и развивањето продолжува и понатаму. Се повеќе и повеќе луѓе се запознаваат прво со планинското трчање, бидејќи тоа беше непознат поим кај нас. Јас, например, до пред 4 години немав слушнато и не ни знаев дека постои такво нешто, едноставно неинформирана бев. И гледам дека позитивно се одразува врз популацијата во Македонија и врз помладата и врз постарата, бидејќи во планинското трчање потребно е да бидеш доволно зрел, особено за тие долги дистанци, каде што треба да остануваш и во ноќен период и сам во непозната планина, во непозната земја, навистина потребно е да бидеш доста зрел. А додека за помладите има пократки дистанци каде што се бара експлозивност, брзина и пократко трајат 1 час, 2 трчање, додека за повозрасните мислам дека и светските прваци на долги дистанци се повозрасни луѓе. Колку државата го помага планинското трчање кај нас? Па и за државата тоа е непознат поим, пополека се раздвижува сето тоа во позитивна насока оди, меѓутоа треба и државата да има поголем слух за планинските тркачи, доколку е во можност да излезе со поголема помош, бидејќи тоа е навистина многу позитивен спорт и мислам дека доколку се практицира во поголема бројка,
мислам дека само позитивно може да се одрази и врз населението, и врз тркачите, и врз другото население, сакам да кажем и врз рекреативците, и врз професионалците. Не дека во Македонија има навистина професионалци во планинско трчање, ние сме далеку од професионалци, но даваме се од себе. Се трудиме да го постигнеме тој професионализам, но ни недостасува помош и поддршка. Се разбира дека ни недостасува и знаење. Например, ние немаме со кој доктор, психолог, психијатар, физиотерапевт, нутриционист да се консултираме во врска со long distance running, бидејќи и нив му е тоа непознато. А нас ни се потребни многу совети. Бидејќи и нас ни е непознато, едноставно ние само читаме по интернет што и како, меѓутоа колку е професионално тоа што е испостирано на интернет, не може да се земи целосно за сигурно. За крај, Мери, после УТМБ, што те очекува? Одмор. Моментално си дозволив да се одморам, тоа ми го побара и телото и психата. Околу 1 месец одмор, а потоа ќе размислам за идните планови. Се разбира дека ќе продолжам со планинското трчање, меѓутоа агендата за идниот период решив да ја направам по 1 месец. Мери, ти благодарам за разговорот и уште еднаш огромни честитки за овој твој успех.